Почитувани, вие го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин во емисијата е Сашо Татарчевски, диригент и професор на Факултетот за музичка уметност. Маестро Татарчевски, ако тргнеме во времево наназад, само последниве 3 лета со женскиот младински хор од фестивалите во Романија, Полска и Словачка, се враќавте со врвни награди и признанија, гран при, први места за најдобар диригент и така со ред. За каков тип на надпревари се работи и на што се должи овој успех? Како и во секоја област, успехот, за да се постигне успех, треба неколку елементи да се спојат. Прво, секако дека, особено кога се работи за нешто поврзано со уметност, дека не можеме да го пренебрегнеме талентот. Меѓутоа, многу повеќе се должи на знаење и работа. Нивото на тие настани се гледа и по нешто друго, се гледа и по тоа кои се членови во жири или членови на уметничките совети на тие настани. Ние имавме среќа последните неколку години да учествуваме токму на настани каде што во жири или во уметничките совети се луѓе кои што се на самите највисоки места моментално во светот на хорската музика, дали како диригенти, дали како композитори, дали како музиколози, кои што ја следат таа работа, и можам да кажам дека сум задоволен од изборот кој што го направивме последниве години за тоа каде ќе учествуваме. Сепак, како што и самиот ќе забележите, нема да бидете пречекани со почести и со помин под триумфалната капија во Скопје. Дури може да се рече дека во некоја рака и овој ваш успех е речиси премолчан. Чувството е такво, да, за жал, дека како и да дури се добива и чувство дека смета доколку се направат резултати вака на во Европа, во светот, без разлика на кое ниво. Се сеќавам само на еден момент кога се почувствував и јас и учесниците во ансамблот со кој што тогаш направивме некаков успех во 2007 година. Министер беше за култура господинот Бекири, ако не се лажам, и тој без никаков посебен повод, освен тоа што разбра дека сме освоиле некакви награди меѓународни, не повика кај него и ни организира една средба и ни даде благодарници од Министерството за култура за тоа што сме ја представувале нашата земја и сме освоиле највисоки награди. Од тогаш до сега има еден куп меѓународни награди со ансамблите со кои што раководам. Не се сеќавам дека некој од Министерството или од било која друга институција која што би требало да ги следи овие работи, помеѓу другото и заради тоа што финансира дел од овие настани, не нашле за сходно да кажат збор за успесите што сме ги постигнале. Во некој од медиумите ќе подизлезе по нешто, во повеќето од медиумите не, зошто повторно не можам да кажам, меѓутоа остава едно горко чувство тоа кога нешто што го правите за собствената култура, за собствената држава на крај краишта, останува така како некако незабележано или во фуснота на некој од медиумите, што веројатно да бев поинаков карактер до сега многу одамна ќе ме натераше да се откажам од додатните напори кои што се потребни за да се достигне нивото за да може на меѓународни настани се освојуваат највисоките награди. Меѓутоа јас пак сум така скроен
негирањата ме прават се уште повеќе да се заангажирам и секоја година уште повеќе резултати да постигнувам. Чудно е во секој случај, бидејќи како не само како култура, него како народ сме под една константна негација и овие настани допринесуваат за да се чуе за нас, едноставно за кои сме ние, што правиме во одредена област и не само да се чуе, туку и да се биде на самиот врв, а тоа овде кај нас некако не се поддржува или се става во некои рамки на уравниловка, на ако некој нешто прави во некоја област, па дајте нека бидат сите исто поддржани, сите нека ги има исто. Едноставно го нема моментот на меритократија, значи според достигнувањата некој да биде на едно ниво во општеството, во смисла на видливост, во смисла на поддршка, а не она уравниловка која што владееше можеби во некој претходен систем. Во контекст на ова што го говорите, ке чека ли државата да се истроши вашиот ентузијазам? Понекогаш навистина знае да присмета таквиот однос. И е навистина напор од секој аспект, не само од аспект на време, туку и емоционален напор е да се подготви еден ансамбл за ваков настан и да се учествува успешно и да се освојат највисоките награди. После тоа прилично емоционално испразнет се чувствувам откако ќе се случи настанот, бидејќи сум вложил многу од себе си во тоа. И такви мали нешта кои што дополнително можат да изиритираат, знаат многу да повлијаат на, како кажем, на генералното расположение и на енергијата која што човек во секој случај треба од нешто да ја влече, но брзо се опоравуваме, бе среќа моја е тоа што брзо се опоравувам од таквите моменти и благодарејќи на моите деца најмногу, вака прилично брзо можам да си ја повратам таа енергија и повторно да се впуштам во нови проекти за представување на нашата хорска и музичка уметност во светот. Имајќи ги на ум наградите и признанијата, каде според вас е македонското хорско пеење на мапата на Европа? Па според резултатите кои што ги постигнувам со моите ансамбли, сме во самиот врв, бидејќи тие награди не може да се освојуваат доколку не сте. Меѓутоа, Македонија генерално земено, особено квантитативно, ако гледаме, прилично долу, бидејќи и многу малку имаме ансамбли кои што можат на тоа ниво да се представат и да се носат. Така што тука имаме уште многу за работа. Не се доволни трите хорови со кои што јас раководам и можеби уште 2-3 кои што од Македонија излегуваат на овие настани и прават некакви резултати. Не сакам да споредувам со многу големи по бројност нации и култури. Доволно е со Словенија да се споредиме, која што е многу слична на Македонија и по број на жители и по територија. Словенците имаат по неколку хора на секој од овие надпревари, кои што се случуваат во различни градови од Европа и од светот, а ние имаме по еден хор на 2 или 3 или 4 надпревари во текот на годината. За едно патување, како ова во Братислава, не добиваме доволно средства, а нити има интерес според важечките законски регулативи, интерес кај некакви спонзори да учествуваат во финансиската конструкција која што е потребна за да се оди на еден ваков настан. Како педагог, на што најмногу им обрнувате внимание на своите студенти? Можеби најважно нешто што сакам да им го пренесам на студентите е дека
воопшто не е важно од кај доаѓаат, или каков јазик зборуваат, или каква боја на кожа имаат, или од која религија се, за да постигнат успех во животот. Значи, сакам да им го тргнам она чувство на инфериорност, кое што за жал можам да го почувствувам тука кај нас, особено кога треба да се мериме со некого надвор од нашата средина. И многу ми е кеф што еве со луѓето кои што се во моите ансамбли, тоа успеав да го постигнам и сега без никаков комплекс на пониска вредност одиме било каде и се мериме со било кого. Друго би било да бидат честни кон професијата која што ја одбрале. Тоа е поширок комплекс, вака опфаќа многу работи. И трето, да бидат работливи, бидејќи без работа, без да се потруди човек за нешто што сака да го направи, се стигнува само до многу, како да кажем, низок таван. Низок ќе ни биде таванот многу, ќе се стигне до таванот многу брзо, доколку не се потрудиме малку повеќе да поработиме и да не се обидуваме да се мериме со нивото кое што е тука кај нас. Мнозина уметници се изгубија на половина пат помеѓу културата и политиката, како да заборавија дека се најсилни онаму каде што органски припаѓаат на сцената. Сте помислели некогаш на некаков општествен ангажман кој би ве оттргнал за малку од уметноста, од творештвото? До сега не сум почувствувал, ама воопшто потреба да размислам дали да се вклучувам во нешто што е поврзано со политика. А тоа е само од причина за тоа што си ја сакам работата. Јас уживам во својата работа и не би можел да помислам да потрошам време на нешто друго, освен на мојата на уметноста со која што сакам да се занимавам, тоа е музиката. Значи, тоа е мојот став околу ова прашање во врска со мојот однос кон политиката. Меѓутоа, треба сме свесни дека од политиката зависат многу нешта и во она што го работиме, без разлика која област од живеењето е тоа. И сум на мислење дека треба да има и политичари кои што доаѓаат од областа на уметноста. Ако не заради друго, тогаш за едноставно на политичарите кои што немале контакт со уметност, кои што не знаат како функционираат механизмите во уметноста, тоа да им го објаснат. Ја гледаат уметноста како нешто што троши пари, наместо да ја гледаат уметноста како нешто што гради дух, нешто што гради широк поглед на светот воопшто, нешто што прави здрави општества, заедно со уште многу други области, нели, во живеењето. И се додека имаме додека превагнуваат такви политичари, јас мислам дека и генерално чувството наше на луѓето кои што работиме во уметноста нема да биде дека работите се во ред. И токму заради тоа мора да има луѓе од уметноста кои што ќе бидат во политиката вклучени, меѓутоа како советници, јас тоа така го гледам. Ви благодарам на разговорот. Благодарам за поканата и се надевам дека ќе имаме можност за убави работи да разговараме и друг пат. А вам, почитувани, на вниманието со кое не следевте.